И тука, како и секогаш вообичаено во оваа минутажа, го напуштаме краткотрено студиото и ги поздравуваме нашите колешки на терен. Овој понеделник нашата Ивана има една многу интересна сторија и верувам дека ќе биде интересна и за вас, нашите гледачи. Иванче, добро утро, среќен понеделник и среќен задоцнет 8 март. Добро утро Суза до тебе, поздрав до сите гледачи, среќен 8 март, меѓународниот ден на жената, на сите колешки и секако на сите наши дами гледачки кои што постојано се со нас и ја следат нашата утринска програма. Ова утро ќе разговараме за една акција која што ќе се одржи денеска, исто така по повод денот, меѓународниот ден на жената, но оваа акција ќе се одржи денеска, односно Сдруженијето до бебе по пат на инвитро, заедно со неколку пратенички од Собранието на Република Македонија ќе доделат рози на пациентките во приватните клиники. Па така ова утро ќе разговарам со претседателката на оваа здружение, Деспина Петровска. Ќе ви посакам добро и убаво утро, Деспина. Каква порака испраќате денеска со оваа акција која што ќе ја имате со делење рози на пациентките? Добро утро и на тебе, Ивана. Да, денеска оваа акција која што спроведуваме втора година поред ја символизира всушност поддршката која што ја даваме на оние жени кои што се соочуваат со репродуктивните предизвици, но најважно сакаме да им покажеме дека не се сами, затоа што тоа е можеби првото чувство кое што го чувствуваат жените кои што поминуваат низ овој процес. Така, споменавте дека втора година поред ја правите оваа акција. Како се роди идејата, нели, за една ваква акција која што па веќе станува, нели, традиционална по повод меѓународниот ден на жената? Да, веќе ја спроведуваме втора година поред. Оваа акција се роди така што ние всушност сме и првото здружение кој што се бори за правата и условите на жените и паровите кои што поминуваат низ процесот на инвитро и сакаме да им одадеме поддршка на денот на жената, нели, за да им покажеме дека постои безбедно место каде што може да се обратат за помош и за поддршка. Исто така знаеме колку е важна институционалната поддршка, нели, па затоа денеска со нас ќе бидат присутни и градоначалничката на Кисела Вода Бетиста Менковска-Трајковска и пратеничките Жаклина Пешевска, Емилија Ангелова и Лидија Петковска, кои што ќе имаат можност да разговараат со пациентите и ќе имаат можност да ги слушнат нивните барања. Така да тоа е една поддршка која што ние нудиме со оваа акција и сакаме да покажеме дека навистина сме тука за оние кои што поминуваат низ овој процес. Да, дали ваквите акции имаат за цел да ги потикнат да потикнат тој репродуктивен процес, односно да дадат поддршка за репродуктивните процеси низ кои што предизвици низ кои што поминуваат жените? Да, секако дека имаат овие акции се доста значајни затоа што сакаме, нели, да им го разубавиме денот, да дадеме причина за насмевка на жените кои што поминуваат низ овој процес, меѓутоа исто така сакаме да нагласиме и дека доста често во јавниот дискурс оваа тема се смета за женски проблем, која што, нели, навистина податоците на Светската здравствена организација кажуваат дека 1 од 6 парови по светот се соочуваат со репродуктивни предизвици и причината може да биде и кај мажот и кај жената. Така да со овие акции навистина сакаме да ја подигнеме свеста за темата за сестраната репродукција, која што многу често во нашето општество е табу и не често се зборува отворено на таа тема и многу пати наоѓа на стигматизации и предрасуди кај луѓето, нели, во јавноста. Да, како може да спина општеството да даде поддршка за сите овие луѓе кои што се борат со неплодност? Општеството може да придонесе на многу лесен начин, тоа е со отворени разговори, со разговори без табуа, затоа што доста често еден од предизвиците со кои што се соочуваат исто така оние кои што поминуваат низ овој процес се и јавните предрасуди од општеството кои што се насочени спрема нив, нели, со оние прашања зашто се уште немаш дете, кога ќе биде детето и така натака, така да јавноста би можела да придонесе со отворени разговори и доста често ние алудираме на она информираност на јавноста за асистираната репродукција како таква, за да може да се најде на разбирање на оваа тема, затоа што навистина ова е тежок процес низ кој што минуваат жените и паровите кои што се соочуваат со овие проблеми и навистина сметаме дека само така можеме да имаме некоја поголема свест за оваа тема и да им го олесниме патот на оние кои што
се наоѓаат нели во тој процес. А колку е важно тука следува прашањето, нели, психолошката поддршка не само за жените, нели, за целото семејство, односно за паровите? Да, психолошката поддршка е исто многу важна, затоа што психолошкиот товар е еден од првите со кои што се сносат луѓето кои што ја добиваат информацијата, нели, дека би требале да поминат низ процесот на инвитро и психолошкиот товар дополнително се зголемува затоа што може да се најдат на повеќе обиди кои што треба да се направат и тука ја нагласуваме потребата од психолошката поддршка, нели, за оние кои што минуваат низ овој процес, меѓутоа исто така се нагласува и поддршката од општеството, од семејството, од блиските и така натака, затоа што доста често, како што напоменав на почеток, луѓето сметаат дека се сами во овој процес и затоа сме тука и ние како безбедно место каде што нели даваме поддршка со вакви акции, даваме поддршка и нели во текот на целото време за да покажеме дека всушност се слушнати оние жени и дека психолошкиот товар некогаш не мора да го минуваат сами. И која е вашата порака која што сакате да ја испратите до сите девојки, дами, господи? Нашата порака е дека не се сами, дека ние сме тука како поддршка и дека на крајот од денот секој биде во ред. Да, ви благодарам Деспина на вашето време. Споминавте и за дел секако од акциите кои што ги правите секако за поддршка на сите жени, не само кога е меѓународниот ден на жената, туку и во текот на целата година, така што ви посакувам нели понатаму да продолжите со полна пареа и да ги изреализирате сите оние проекти кои што и акции кои што ги имате на ум да ги направите, се со цел поголема поддршка за сите семејства и за сите жени кои што проаѓаат низ тој процес. Ви благодарам многу и ви благодарам за можноста да ја раскажеме оваа приказна јавно во јавноста за да може да има поголемо влијание врз јавноста. Ви благодарам уште еднаш. Суза, доколку немате некои прашања до Деспина, ќе потсетиме дека овој ден денешен, нели, или вчерашниот меѓународниот ден на жената, нека биде само еден потсетник дека жената треба да биде негувана, сакана и почитувана 365 дена во годината и да продолжат жените и понатаму да се ги бараат своите права. Вчера бевме сведоци нели на маршот кој што традиционално се одржува секоја година по повод денот на жената, така што гласни, неуморни и со сите предизвици кои што се соочуваат, верувам дека жените секоја година се повеќе и повеќе си ги освојуваат своите цели и си ги бараат своите права кои што им следуваат. Прекрасно кажано, благодарност, поздрав и се разбира едно големо охрабрување и поддршка до сите жени кои што се на овој пат или се занимаваат со патот на инвитро фертилизацијата. Знаеме колку е некогаш и невозможно, а некогаш и чудесно да се стане мајка во овие современи услови на живење.